Заживување на националниот туризам покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Така во првите 6 месеци од годинава имало за 75% зголемување на бројот на туристи, а кај бројот на ноќевања се забележува зголемување од 63%. Во јуни во Македонија имало 83.532 туристи, од кои 32% домашни, а скоро 70% гости од странство. Најинтересни за посета биле зерските места, а најмалку атрактивни бајнските. Од туристите најбројни се гостите од Србија, Германија, Соединетите Американски држави и од Полска. Неодамна туристичките работници побараа формирање Министерство за туризам за да се стимулира оваа стопанска гранка. Претежно можам да кажам дека регионалните практики кажуваат дека покрај тоа што туризмот расте, се повеќе и повеќе гледано во рамките на отворениот Балкан, сите останати земји имаат Министерство за туризам и национални туристички организации или пред се сектори при Министерството за економија за туризам, додека исто така се покриени со национални туристички организации со дополнителни ингеренции. Хотелиерите посочуваат дека ваквата одлука е избрзана и сметаат дека во земјава треба да има и Министерство за туризам кој ќе делува во интерес на оваа гранка. Можда и касниме во тој поглед, треба да се има едно Министерство за туризам кое ќе работи и ќе делува посебно и така би се решавале повеќе проблеми кои стално не ги спомнуваме од типот на усогласување туристичка полиција и така натаму, што ни фали све во туризмот, кои би биле во надлежност на тоа министерство. Инаку Државниот завод за ревизија на својата веб страна го објави конечниот ревизорски извештај од извршената ревизија на успешност на тема ефикасност на преземените мерки и политики за намалување на ефектите од пандемијата во секторот туризам. Во него констатира дека мерките имале делумно влијание за ефикасно справување со последиците од пандемијата, дека има низок степен на реализација на владините мерки во секторот туризам и како и дека недостапноста на навремени консолидирани и јасни податоци за доделената финансиска поддршка оневозможува да се изготвуваат навремени и ефикасни анализи за ефектот на владините мерки во секторот туризам, пренесува Мија.